Дечки, се враќаме ингейм. Почнува пиштол рундата на QSK Gaming против Team FA, втората мапа. QSK Gaming играат како терори, Team FA како кантери. Повторно ќе гледаме ова лонг контроле, борбата за лонг. Јасмин ХС го гледаме со P250, дропнато од неговите соиграчи, тоа мислам дека го дропна Киксан. Чудно, не се бореа воопшто, барем во пиштол рундата јас да имаат USP па им иде во предност овие долги пукања. На А сайд се повлечени, но излегуваат. Јамби само еден кил, Киксан одма го ретрейднува својот играч. Двајцата сега, Соник успева еден кил да најде, Слеер исто така уште еден. Успешни до сега трейдовите во полза на Team FAT. Но, тука е за тоа Пауърди со one tap од својот глок. Ја станува сам Киксан. Оу, каков хедшот! 1 versus 1. Киксан, фейк планта, но не очекува да изротира толку далеку Айси. Ке дојде дури од лонг. Ја плантира бомбата, Айси може да го погоди тајмингот, но сега малце веќе закаснува. И сега е свесен за таа позиција дека е возможна Киксан. Меѓутоа не сега се сврта да видиме дали ќе успее да затвори оваа рунда. Киксан! Киксан со 4 фрага. Само тој беше играчот кој што немаше панцер. 4 хедшота. Успева да им ја донесе првата рунда на тимот на Куске. Одлична игра. Киксан одличен. Да. И минатата партија го пуфалив дека едноставно рифрагна све живо и диво. И сега очигледно почнува со одличен стил. Со клач 1 versus 2 тоа на лоу хп во пиштол рундата. 1-0 за QSK Gaming. Кико агресивен на Б, влегува, пронајде еден кил, но не успева, се сврте доволно брзо, не умира од чавката на Наптер. Убав смоук, доволно за да може да преживее овој корнер. Меѓувреме Пауърди отвара на долго таму и бомбата, фокусирани се кон Кико и за целото ова време влегуваат целосно на долго. Кико со одличен фейк на Б. Убав хедшот овде од Пауърди и Слеер возвраќа со уште толку убав one tap од својот дигл. Слеер сам против двајца. Киксан продолжува со неговата одлична игра, 2 фрага и во оваа рунда 2-0 за QSK Gaming. Одлично Кико ги повлече таму дури тројца, мислам дека во ротација тимот на ФА и успева да ги задржи се додека не влезе неговиот тим на лонг. И мислам дека Кико е најзаслужен за добиената рунда. Гледаме QSK едноставно не се грижат воопшто за лонг, но се извинува меѓувреме Айси буткаат агресивно двајца играчи, тоа беа Киксан и Кико во Б. Айси целосно го сопира нивниот пуш. Слеер го завршува животот на Јасмин на шорт. Наптер се уште со оваа чавка, паѓа од Пауърди, го наоѓа тајмингот за да пикне. Но агресивен тука Слеер, ја гледаат неговата позиција, малце му прави демидж на 8-kit, но недоволно 8-kit пробува со джампшот. После изгледа дека завршат кон Б, Пауърди е агресивен, тој прв пуша, иако е на half HP. Вака е паметно, излегуваат без... точниот таго го пронаоѓа, излегуваат без никакви бомби. Со тоа даваат можност одма да направат кил и да постават бомбата. Убав флеш, некако го промашува Јамби, Пауърди некако успеа да направи 2 фрага со 10 хп. Конечно е спуштен од страна на Соник и 8-kit. Соник со одличен фраг. 8-kit не успеа да го сопре. Пауърди направи се што е возможно со 4 фрага оваа рунда, но едноставно не беше доволно. Меѓутоа и флешот од 8-kit беше одличен на мид, кој што ги ослепи 20 играчи, кој што Пауърди успеа да ги најде на мид. Но не успеа да го спречи Соник кој што доаѓаше од тунели. И тоа е првата рунда за тимот на ФА. Гледаме фул бај од двата тима. Тим ФА има чавка, еден фамас, два фамас, извинувам, еден калаш, еден МК, агресивен Кико во меѓувреме, без никаков проблем, Бутка останува на 5 хп и го најде првиот кил, го исконтролира некако спреот, но паѓа Јамби му го завршува животот. Јамби и Соник тука ги спречуваат, ги динкна сите и ги убија на шорт, останува сам Јане 8-kit и тој го губи својот живот 2-2 и резултатот се израмнува. Добра игра од страна на тимот ФА, од тимот на ФА.
буквално Јамби го со соп, 2 фрага на шорт, да. го сопреа пушот целосно на шорт двајцата играчи од лонг. Ги убија, мислам, четворица од таму играчи. Наптер спремен за овој пик на Јасмин. Агресивен дополнително Соник, не ја гледа главата на Ейтскит, агресивно буткаат на мид, тука е Наптер, не е спремен со бомбата во рака, на затоа Јамби му помага од Б. И сега останува само еден жив на мид и тој паѓа, прекрасен хедшот од Наптер. Кико само станува со својот дигл против четворица играчи на Тимфа. Меѓутоа Тимфа имаат и бомбата, така да не би требало да биде некаков проблем. Оваа рунда ја станува на лоу хп, Соник со фраг врз Кико успеа да го избрши преку дабл дорс за третата рунда. Така е, трета Повторно рунда. гледаме пиштоли од страна на Куске. Повторно имаат страгал со нивната економија, не знам зашто купија минатата рунда. Кога може... Одлучија во последен момент да форснат од прилика околу сите, да се околу $2000. Да пробаат да земат оваа рунда, конечно ќе гледаме таа борба на лонг. Убав молотов и убав флеш, но доволно време имаа да се свртат, не прави ништо, тука Соник одма умира, Јамби конечно направи еден кил Пауерди со прекрасен one-tap врз Слеер, очигледно се исплати овој бај, Наптер го губи својот живот, сега само станува IC против четворица, сите се со армор, така да мали се шансите да прежива оваа рунда, дури го пукаат во нозете од сайт, Twitch 8kit продолжува агресивен да биде и му го завршува животот на IC, израмнуваат за инат ваква рунда QSK Gaming. 3-3. Но повторно имаат пари да купат тимот на ФА, бидејќи имаат веќе 3 рунди во ред, минатата изгубија само еден играч, односно минатите две само по еден играч изгубија, тоа им придонесе за да имаат ваква добра економија за да може да купат и последна изгубена рунда. И сега Наптер успева преку врата да го динкне Кико, мислам дека беше тоа. Му се наместија на Соник двајца, Пауерди успеа флешно да ги рифрагне своите соиграчи. 3 vs 3 некако завршивме на ситуацијата. Наптер е во црта со АВП, Јамби на рампа на А и IC го чува Б сајтот. После изгледа дека ќе завршат на Б, Киксен со молотовот го чисти сајтот, односно платформата, не знам дали ќе провери лево, се врти доволно навреме. Наптер може сега преку дупката во врати да направи нешто, но перфектен флеш. И сега поминуваат и преку смокот паѓа, Киксен продолжува со безпрекорната игра, Јамби ќе проба да го зачува своето оружје за следната рунда. Дали Киксен го слушна? Не го слушна сепак Јамби, кој што беше малце погласен на шорт. Се правеше банихоп. Сега Јамби го слуша, Пауерди го убива, знае дека Киксен е тука во близина. Ау! Меѓутоа Киксен Многу добро игра Киксен, не. Многу добро игра Киксен. И не е дека само пука туку и многу паметно игра. Да. Многу ми се свиѓа како игра Киксен. 4-3 предност за QSK. Киксен е предводник на оваа предност на QSK, меѓутоа е минимална, меѓутоа сепак ја имаат. И сега четворица се на шорт, тука Кико успева да најде само еден, одма е рифрагнат од Јамби, IC го пронаѓа Пауерди. Слеер не примети дека веќе се бутнати толку агресивно, погоден е во ногата, на 17 хп остана. Дали ќе бутне ни смокот, него наоѓа гапот, евентуално сега ќе провери, се врти доволно навреме, 8kit и Киксен заедно со него, пак нека го завршивме на 2 vs 1 и оваа рунда повторно оди во полза на QSK Gaming. 3:5. И повторно Киксен со 2 фрага. Некако се истакна во оваа рунда. Дали ќе гледаме брз раш на Б, минатиот пат беше успешно запрен тој раш со молотов. Многу демидж, ама агресивни продолжуваат, Кико си влезе со бани хоп на сајтот, Наптер конечно врати еден фраг и убав нейт врз Киксен, паѓа на 37 хп, но целосно го имаат Б сајтот, сега со смок и молотов ги барикадираат сите, излези и влезови кон сајтот. Одличен раш на Б.
Јасмин продолжува да биде агресивен во window позицијата. Пробуваат тука нешто, но имаат доста utility останато. Иде уште еден смок кон врата. Пробуваат со флешови да влезат тимфа, но одма си го губат своите животи. Целото флешон успева да го најде. Соник и брзи 3 фрага за тимот на Куске кој што им ја носат 6-та рунда. Ми се свиѓаше многу овој раш бе. Не беа спремни како да се подготват. Еден член имаше само од тим фа на сајтот. Наптер беше од мид, проба да помогне, направи еден кил само после однова беше убава реакција на Иткит во меѓувреме. Агресивен пуш на лонг повторно. Пауърди! Одлично. И сега господни вториот играч кој што е Кола. Киксан губи во Јамби. Само станува на оваа страна на мапата Slayer, кој што е на Stairs Short со својот Дигл. Кико ќе го очекува ли ова? Ај си во меѓувреме го наоѓа Јасмин. Пауърди го рифрагнува. Slayer! Колку убав шот! Но мислам дека е прекасно малку. Нафтер останува сам. Еден врсус тројца. Три спрема 7. Дали ќе се одлучат повторно на дабл оп сетап? Така е. Играчите на Тимфа. Наптер би требало да отиде на мид. Додека Slayer го гледаме на Келонг. Наптер го батали мид, отиде повеше... Но мид веќе излегуваат, се извинувам, брз имаме пуч на мид. Јасмин веќе целосно излезен. Пауърди и Јасмин го отвараат целосно мид и Б. Само станува на Б-сајтот, IC од двете страни го буткаат и тој го губи својот живот. Соник и Slayer се останати живи од А. Конечно Соник прави едно убиство и Slayer му се придружува, но предалеку се од бомб-сајтот. Оу! Slayer ќе се обиде да го зачува АВП-то. Меѓутоа тука е Пауърди, Slayer успева да го убие без скоп. Без десниот клик. Знаат неговата позиција. Знаат дека е лонг, тука е близко. Кико, дали ќе успее? Slayer уште еден ноускоп. Многу ми се свиѓа и сега на брзина, значи на почеток малку споро игра, сега едноставно рашат, KT8 како убива. Охо. Јас ми во меѓувреме се врати. Да, многу брзо играат и многу се успешни во своите трейдови. Не знаат како се справат со оваа брзина Тимфа. 8-3 предност за Кюске. Може да се вратиме на наша камера додека го анпаузираат мечот. Кюске свари у рок за 10 секунди искочи на мид минатата рунда. Да. Баш буквално. Ето вај стигна до Б човекот, Наптер, од ЦТ Спон, овие веќе беа на мид. Ненормално. Почнуваме дечки назад, одма се рестарт на геймот. Сега паузираше, се извинам. Трајче се избричил, да бе вчера се избричи, не гледаше вчера, Франик. Франц, ништо не правиме. Чим вчера немавме подршка никаква од тебе. Видаме сега тројци играчи од контртерористите на лонг пробуваат да го запрат овој пуш, меѓутоа искачаат сите играчи на Куске кои што се тука. Јасмин во меѓувреме, нож мислам дека сака да даде Јасмин, да! Го пронаоѓа ножот, го имаме првиот нож на овој надпревар. Мислам дека и овој... И Кикото имаше на Мираж. Да, и Кико имаше, да. Нема потреба многу да се коментира, сепак се еко оваа рунда Тимфа. Само станува Соник. И тој, со перфектен нейд од Јасмин кој губи својот живот. 9-3. Така. Одлична игра од страна на Куске. Повторно со тие брзи. Не видиме дали ќе се обидат повторно да го заземат лонг. Тројци играчи одат натаму. Фрлаат флешови. Соник има само еден играч. Тоа е Соник, се повлака скрос назад. Дали ќе успее да избега?
Пука преку смокот, него чека туку да е блиску, сепак се искоригираше на време. Јасмин пробува преку смокот да скокне, да доби информација каде се наоѓа Slayer, но тоа беше крајот на неговиот живот во оваа рунда. Kixan успева првиот рефраг да го направи на оваа рунда. Меѓутоа Динктат ќе останува на 7 хп, само и сега Еткит го убива Наптер, кој што проба да пикне од сете, губи својот живот, меѓутоа Slayer го очекуваше пушот на Kixan. Slayer е исто на лоу хп. 3 на 2, двајци играчи од тимот на Фасе веќе лонг. Дали ќе го очекуваат ова тимот на Куске? Никој не е светен на така. Пауер сега го вида флешот од каде дојде, меѓутоа прекасно беше, тоа не успеа да избега. И сега Ејткит со само еден фраг врз Slayer. AC го рефрага и тоа е четвртата рунда за тимот на Фа. Камбек Израел. Девет спрема 4. 9-4, да. Се надежда дека гледаме потесна партија. Но едноставно, како джагернат се Куске, чим почнат агресивно и брзо да играат, мислам дека не можат да се снајдат баш тим Фа во таа ситуација. Наптер има овде убав агол на Greenbox и го наоѓа првиот кил врз Јасмин ХС. Агресивен сега дополнително на мид. Соник ја губи својата глава од Кико, ја проверуваше неговата позиција. И Slayer дополнително агресивен од долго бутна и запред 20 играчи на Куске. Сега само останува Kixan, наоѓа еден хедшот. Перфектен wallbang врз Јамби, но Наптер е затоа тука да заврши оваа рунда и да им ја даде петата на Тим Фа. Не очекуваше Kixan дека тука ќе видат две AWP. Ејткит го пронаоѓа Наптер одма во првите 10 секунди паѓа тој. Kixan агресивен на лонг, успеа да го бутне Јамби. Таму е сега Slayer, прави еден кил, но одма е рефрагнат. Леле, Ејткит каков хедшот! Не видов, го гледавме Јамби. Кико ја затвара оваа рунда и го затвара халф од 10-5 за Куски Гейминг. Трчаш играчот од тимот на Фа, не знам кој беше тоа, од Б према А, и Ејткит преку Дорс имаше нишонот му беше на буквално на пролазчето од Дорс и со флик успева да го убие. Мерак. Беше одлично за очи. Двајца имаме пуш на мид, Кико и Јасмин буткаат сега и Андер. Се гледаме и Ловер, се извинувам и Кико ги наоѓа двата хедшоти врз Айс и Наптер. Сега само тројца остануваат живот, кој што Slayer е на 8 хп, нема голема, мора да биде пасивен оваа партија и тоа и го прави. На мид со P250, но го пронаоѓа хедшотот врз Кико. Во меѓувреме бутка Јасмин агресивно на мид. Сега веќе е топ мид со Suicide. Ловер се пука Соник со играчите на Куске. Јасмин не се одлучува да продолжи да пушне. Затоа се врти. Не го очекува Јамби, но сепак некако се снајде и го убива. Сега Slayer е заглавен со 8 хп во оваа позиција. Бомбата исто така падната. Да видиме, го очекуваат, мислам дека овој буст. Еден кил наоѓа Slayer, но рефрагнат е одма од Kixan, кој ако не Kixan. Само станува сега Соник против тројцата играчи на Куске, Kixan, Ејткит и Пауерди. Знаат неговата позиција, Ејткит го слушна. Сакаше Пауерди, но ножно се сврте на времено. 11-тата рунда за Куске, тоа е првата пиштол рунда во вториот халф. Меѓутоа ја зема и првата пиштол рунда, да. Потоа изгубија. Повторно гледаме малце Куске се одлепува од близок на превар.
Одличен нейт, Наптер останува на 25 хп во лонг. Охохо. Четворица играчи од тимот на ФА се групирани во ловер. Тројца се спуштаат надолу, меѓутоа се враќаат на КП. Ова може да биде мид ту бе. Тука е Кико со скаут само, меѓутоа мислам дека не може повеќе да направи од максимум еден играч. Крие во смокот. Го вади својот пиштол меѓу време Пауерди. Ја видео, на 7 хп го остави. Слеер го виде пиштолот на Кико. Тоа сайленсерот на USP-то има поголем модел од колку што би очекувале. Се гледа покрај Агли. Киксан е на мид со оваа чавка. Пауерди ги проверува сите возможни Агли, го пронаоѓа Наптер, но одма после умира од Слеер 3 vs 3 некако пак стигнуваме. Слеер на 7 хп. Покриени се сите позиции од страна на контртерористите. Агресивен продолжува Киксан. Провери дабл дор с позицијата, после се повлече назад. Слеер, Киксан, каков хедшот врз Слеер. Јамби само станува со својот Tech-9. Пробува на Б да отиде, но тука ќе пречека 8-кит. И мислам дека ќе го заврши животот, токму така со хедшотот својот Фамас. 12-5. Мирно сложено. 8-кит без многу идење лево десно, чекаше два Агли и самиот Слеер се влезе во нишанот на 8-кит. 12-та рунда за Куске. Сега дали ќе видиме брз раш на Б. Се така изгледа. 8-кит тука ќе има огромна задача, пронаоѓа 1, 2, 3, дали има доволно, не, го смери пиштолот, го наоѓа и четвртиот фраг, останува Слеер сам против петте играчи. Кикса, 8-кит се извинам, целосно го сопре овој пуш, преку смок излегува, ги избегна успешно флешовите, сега го гледаме Киксан, се извинувам 8-кит, агресивна бутка, сака да го најде последниот фраг, за да го добие исот. Дали ќе му дозволат останатите играчи тоа да го направи? Го бркаат со нож и Јасмин го зима исот од рацете на 8-кит. Добар холд на Б, а? Да, дефинитивно тие флешови воопшто не го допреа 8-кит, беше свртан на кај платформа и успеа да ги одбегне. Сега 4 дезерти за тимот на ФА и еден Галил. Соник не разбрав дека треба да си иде. Кој си купил Галил. 8-кит. Драйв-бај. Сега Јасмин во ловер пронаѓаш се двајца Пауерди. Го убива Наптер и останува сам. Јасмин меѓутоа Кико го спречи во неговите намери. Не знам Тошо, кажи ми. Што вика Тошо? Страф е, мислам дека ужасна шегата када ќе го видам прво одговорот. Во меѓувреме Јасмин се бори надолго. Одма е трейдан од Наптер, Слеер и Пауерди исто така по еден кил наоѓаат, но видете ја позицијата на Пауерди колку е агресивен. Топ мид веќе има целосно топ мид контролата и ги чува од позади од лонг, а Кико со ножот изваден чека. Наоѓа убав хедшот и Наптер само станува, успеа да го бутне Кико, но одма е трейдан од страна на Пауерди. 15-тата рунда ја имаат Куске. Уште една им фали за сигурно продолжување во топ 8. Црни лучет. Пауерди и Јасмин во меѓувреме стануваат на лоу хп бидејќи се погодени низ врата. Јасмин на 6 хп. Тимот на ФА освои лонки се повлака назад, односно УТП на лонки се повлакаат назад. Меѓутоа не го очекува дека Кико ќе пикне пребрзо, ќе пушне, но за среќа уствари го очекува Јасмин кој се качи на Xbox. Јамби агресивен на јаде one-tap од Киксан. Сега остануваат Слеер и Айси сами против Киксан и Кико.
Кико на мид со својот калаш, многу губи животот и сега Киксан останува сам. Треба да ја клачне рундата ако сака да победи тука и одма. One тапа го пронајде IC сега на 40 HP Слер. Ау, Пауерди пред време кажува ГГ. Малце бием. Дали ќе провери левиот агол? Нема да го провери Слер. Излегува, се врти на времено Киксан Слер гутна. Тапа Кикс. Нема веќе куршуми. Со пиштол сега ќе извади. Го најде ауто снайперот на својот играч. Буши. Со нож чека Слеер. А, Слеер клач. Ја прави шестата рунда за својот тим. Слеер со 22 фрага најактивен во тимот на ФА. Тој некако не се откажува од оваа борба. Дабл опсетап, Пауерди и Јасмин ги гледаме со АВП и сега прекрасен буф, меѓутоа тоа го очекуваше Слеер. Го убива Јасмин. Со АВП-то Пауерди на шорт бутка агресивно најде еден кил кон ловер, тоа беше Јамби. Агресивен тука Киксан на лонг. Мисли дека има некој смокот, го буши мислам го пука за секој случај. У лек шот убав врз Соник од страна на Кико. Останува Соник на 25 хп, меѓутоа Соник Кико! Извини, ама Кико каков ненормален флик даде. Немаш појма. Наптер агресивно бутнат на миц. Нема куршуми Наптер и Кико. Наптер на 49 КБ и пронаѓа двајца за малку и својот соиграч ке го биеше. Киксан од позади ротира. Пронајде хечот од ускок на IC. Позицијата на Киксан и позицијата на Јане, меѓутоа Киксан ја има бомбата сега, не знам дали го знае тоа. За тоа во меѓувреме Слеер лурка од двете АВП-ња на Team Fire ја пронаѓаат седмата рунда за нив. 15-7. Кико е најголемиот трол брат на сите времења. Секад има паметни работи. Каже жими мене. Нема појак трол. 5 чавки гледаме сега од Кјуске. Киксан и 8-кит претвараат овие чавки во фрагови. Соник конечно враќа со 2 кила и тоа од Раш на Б со својот Галил. Киксан и Јасмин остануваат сами. Киксан направи еден так, но го губи после својот живот и сега Јасмин останува последен од својот тим. Мислам дека му идат со нож. Да, Јасмин, not like this, Јасмин! Јасмин не е лош. The bully is real. Why you bully me? Why you bully me? Everybody asking. Конечно малце посериозно сватија. Гледаме Диглови, Пауерди, затвора састава Кико, најде нож, уште еден Киксан и Јасмин ја затварат оваа рунда. Скоро се сервира, после она што го доживеа Јасмин. Шта речи, а не заплакати? Каков гейм. Не ми е јасно како заврши, ама заврши. Океј, значи, сигурно екипите кои што одат понатаму се Кјуске, кои што победија 2-0 против Team Fa, All Eyes on Us, кои што победија 2-0 против 2Digit MK, Рипарчи, кои што победија 2-0 против Бермуда. А во меѓувреме се игра уште еден меч, тоа е Shaolin Gang против Toxicity MK. Тој меч, па може мислам да влеземе на тој меч, ако е или дали тој меч да влеземе или тие што почнуваат од 1 часот. Да добијам инфо само. Ако може да направиме кратка пауза. Со еден блок реклами. Може. За едно кафенце барем да свариме. Добро, дечки, може да поновиме тоа, нека се соберат луѓе, еден giveaway сега ќе направиме, тоа ќе биде giveaway-от на слушалките Scorpion. Значи, кога ќе се вратиме до оваа пауза, пред да почнеме со втората група на надпревари, тоа ќе биде групата од 1 часот, пред да почнеме со таа група ќе ги дадеме овие слушалки, значи за некои 10 минути го правиме тој giveaway, а после тоа
При крајот на денот, при крајот на овој ден, ќе ги дадеме слушалките кои што се кај Трајче, Чекај. тоа Еве се ги. преубавите, кажи ги Трајче, што ја не догледам од тука. Logitech G231 Prodigy Edition. Прекрасни слушалки. Лепота. Така да, дечки, идеме на кратка пауза и се враќаме со giveaway. Брба. Толку брз. Интернетот не отраа. Толку брз. Интернетот не отраа. Толку брз. Интернетот не отраа.